nedela obično imam navika da ja toliko evangelskата перикопа što se čita od Evangelije. No deneska, braća i sestri, je Sveti Ignjatij Bogorodice, odnosno prenosna moštit na Sveti Ignjatij Bogorodice, i bi sakal nekoliko zborovi da kažem za ovaj golem svetitelj na crkvata Božja od prvi od veka. Ne od 2., ne od 3., ne od 19., ne od 20. vek, тук od prvi od vek svetitelj. Svetý Ignjatij Bogorodice je mnogo zaslužen za pravilno razbiranje na hierarhijski poredok na crkvata, za mesto na episkopot, sveštenikot, djakonot i narodot Božjego crkvata. Neka tije se konstitutiven element. Nema crkva bez episkop, nema crkva bez sveštenik, nema crkva bez djakon i nema crkva bez naroda. Ako vi ne se soberete danes, ne možeš da služime liturgija, to suština. Episkopot, koliko je da je važan vo crkvata, ne može sam da gi pravi, iako ima možnost site sveti tajni sam da gi sovršува. Znači, odpočува i liturgijata, понатаму сите други свети тајни може сам да ги прави, и без свештеник, без дјакон. Меѓутоа, не може без еден верник во црквата. Тоа е многу важно за сите нас да разбереме и да сватиме дека ние сме конститутивен елемент во црквата. Тоа ни го кажува Свети Иgnjatij Bogorodice. Тоа на детето за кое пишува во Светото Евангелие дека Христос го помилува, израснува во епископ на црквата на Антиохија. Го викаме Богоносец, зашто вела дека откако му го изеле телото лавовите, на срцето му пишувало Христос. Такво е преданието. Дали било баш така или малку поинаку, но едно е важно дека само човек што е богоносец, што го носи Христос во срцето, може да изговори такви зборови за Бога, како што изговори Свети Иgnjatij Bogorodice. Иерархискиот поредок, значи, уште од првиот век е востановен во црквата. Црквата не е демократична институција. Тоа не значи дека нема демократија, во неите многу демократија има. Затоа што поставуваме црквени одбори, тие решаваат за финансиското работење на црквата. Меѓутоа, едно е важно, дека во богослужбата има некој пирамидален поредок, дека прв е епископот, вториот свештеникот, трети дјаконот, четврти народот Божи. Меѓутоа, таа пирамида во црквата е превртена. Надолу, оној кој сака на врво да биде, а тој е епископот, тој треба да им служи на сите. Тоа го добиваме од големиот Свети Иgnjatij Bogorodice, значи тој литургиски поредок и таа негова желба да заедничари во црквата, да биде во заедница со сите во црквата. Познати се неговите зборови на кои им вели кога друг епископ од друг град доаѓа кај него, вели мноштвото на народ, свештенството и дјаконите ги примам во вас. Односно, во тој епископ кој доаѓа како гостин, го прима целиот народ. Зато ние епископите не сме само репрезенти на народот, туку по полнота го имаме. Тоа е можеби за друга проповед, како може во една личност да собере многу личности. Меѓутоа такова моќ не дава Господ Христос.
една личност, како што епископот или свештеникот, собира многу личности во себе. Ние спомнуваме многу личности пред Бога. Фактички, како да се поистоветуваме со нив и со нивниот живот, ги принесуваме на Бога и велиме со други зборови. Ајде, можда не така буквално секогаш да велиме, ама како да велиме, Господи, што ќе ми е Царството Божио без овај кој го спомнувам сега? Вечноста ја сакаме и ја бараме да биде со оние кои ги љубиме. Тоа е големината во црквата. Се љубиме едни со другите, едни со другите се принесуваме на Бога и велиме: Господи и овај, Господи и овај. Зато нема исклучоци во црквата, барем не треба да има. Не велиме во црквата или овај, туку велиме и овај, и овај. Сите да не собери. Тоа е правата мисла на, односно правата идеја на жртвата Христова во овој век. Да не собере сите. Затоа, браќа и сестри, треба да имаме секогаш почит, како што имаме сега кон апостолите на црквата, меѓутоа и кон овие како се наречени апостолски мажи, како што и ѓати богоновци. Значи, тие живеат во постапостолскиот период, во првиот век. Не живеат во векот во кој живее Христ, односно родени се може би тогаш, ама дејството го даваат во наредниот век. Тако кај Свети Игнатий Богоновец. Меѓутоа, она што го прави најголем, што го дава печат на овие сите зборови кои ги зборуваме, е неговата желба да го даде живот. Има нешто помеѓу од живот на човекот. Сите се чипчат, се држат за животот, мислат дека го продолжат едно влакно, дека кој знае колку го продолжиле животот и кој знае колкава наслада ги имат. Меѓутоа, потати се зборовите на Свети Игнатий. Вели: пшеница сум Господова, нека бидам сомлен од зверовите, за да се јавам чист, леп пред Господ. Тоа може човек само што не му е мил животот, туку е разбрав пораката на доаѓањето Христово, дека нема вчера, денес и утре, туку се и денес. Така што човек и да се жртву, гледате колку векови поминале, 20 векови поминале од животот, кога живеал овај антиохийски епископ Игнатий Богоновец. И ние после 20 векови го спомнуваме како вчерата беше неговото мачеништво. Знаете, во првите векови црквата гонена, има многу маченици првите 3 века. Меѓутоа, овај маченик е пуштен во Колоцеумот во Рим. Тој слушале веројатно кога царот, односно императорот римски и многу великаши се насладувале во борбата што ја даваат христијаните со животните. Ако му пушти еден лав, колку може да се бори човек, а гладен е тој лав, едва и чека да го сомене противникот него. Што може човек со лав? Ама, знаејќи го сето тоа и можејќи да се преуми, во смисла лажно да се преуми, да се откаже од Христа, Свети Игнатий да се откажува. И познати се овие зборови, знае, значи, дека ќе биде сомлен од забите на зверовите, ама вели: пшеница сум Господова, нека ме сомеват, ма чист леп ќе се јавам пред Господа.
ете тоа се големи мажи, ги викаме апостолски мажи, ама тие ни ја заквасија црквата до денешен ден. Ние се надградуваме на нивното учење. Ние немаме ново учење. Поготово сега во 21 век да имаме ново учење. Ние се надградуваме на темелите кои ни ги поставија овие апостолски мажи. Прво, нормално Христос, после него апостолите, меѓутоа одма после нив се овие апостолски мажи. Како што е Свети Игнати Богоносец. Затоа, браќа и сестри, нека ни биде споменот за Свети Игнати Богоносец секогаш свеж во црквата. Затоа што тоа сите нас не ободрува, не храни, не чува. Јас не можам да не ви заблагодарам на сите вас што во оваа мала црква Свети Никола во Демирки Хисар, каде прв пат служам после мојата интронизација, се собравте во толка голем број. Вака ја личи црквата. Кога има толку многу луѓе да не само да го пречекаат епископот, да слушнат неговата проповед, туку и самите да се осветат. Така се осветуваме ние христијаните. Пред некој ден бев и кај градоначалникот во Демир Хисар, затоа што вие сите знаете дека Демир Хисар е единствен град во Македонија кој нема во центарот на градот црква. И правиме многу напори да ја изградиме таа црква, зашто на сите вие имате потреба од неа. Таа ќе ве собира, таа е соборна црква. Можам да ви кажам дека разбирање наоѓаме и кај градоначалникот, ама и кај скоро сите граѓани во Демир Хисар, дека е потребно тоа. И затоа презедовме конкретни чекори кои сите треба да ги преземеме, не може само епископот секако. Местото каде што треба, сите го знаете каде треба да биде црквата, треба да, како се вика тоа, да се парцелизира, односно да и се додели на црквата званично, затоа што тој е еден склоп поголем од место и треба да се подели на парцели. Една парцела да биде на црквата. Тоа си го преседоа оние стручни лица кои се во градот, дека тоа ќе го завршат, а ние го презедовме делот да излеземе со проект за црквата кој ќе биде различен, кој нема да биде исто некоја друга црква која веќе е изградена. Туку Демир Хисар да си има еден оригинал со кој ќе може да се надпреварува во убавината со другите цркви. Со Божја помош мислам дека ќе успееме, ќе ни треба молитвата од сите вас, ќе ни треба залагањето од сите вас, зашто црква не гради еден, туку гради целиот народ. И така треба да биде, и така треба сите да се однесуваме. Милоста Божја нека биде на сите вас, нека ве чува, нека ве храни од сите дни на вашиот живот. Амин.